Иако има уште речиси 1 година до моментот на вистината, изгледа дека е време кога треба да отпочне фаќањето позиции. Даден е сигналот кој го означува стартот за делење ордени и редење лавури. Веројатно не мора да биде топлото близу Копакабана, ама известно е дека се бара место под сонцето. Мислам дека распадот на ова што се случи околу владите на Заев и Ковачевски беа невозможни без трудот на неколку новинари, како тебе, како Горан Момировски, и малку ви помогнавме ние неколкумина коментатори. Наспроти овие панегирици, тие што не се сметаат за толку заслужни веќе отворено се откажуваат од евентуалните привилегии. Со оглед на грохотната смејачка, не се ни насетува дека нешто и баш им е криво за позицијата во која се нашли. Види, јас сум пред времето. Еве, например, ја уште од сега сум скаран со следниот премиер. Ајде да ме видам сега. Ајде. До душе, и вие. И ние не сме парни. Поранешните пак блиски соработници на предходниот и на предпредходниот премиер ја користат својата фатална заводливост за да добијат парче политичка промоција во етерот. Порано се рекламираше играње на свадби и плачење на погреби. Сега, маркетиншки, се води љубов со камерата. Добар ден до вас, добар ден до гледачите. Чести задоволство е да се биде гостин во било која емисија, во било кој медиум. Јас едноставно обожувам да сум гостин во емисии. Токму вакви гости им го јадат лебот на трудолюбивите политички долгопругаши. Веројатно не се ни сеќаваат кога не биле на функција, ама дури и до уставен ги дотера пустата желба за фотеља, која за валијата на големите батковци им ја земале некои тетки. Кога излезе министерка да биде министерката за култура, бидејќи јас дојдев од изборната единица 5, јас се беше да бидам пратеник на местото нејзино. Законот бил така да ако излезе женско, да влезе женско, ако излезе машко, ако е женско не, па женско ќе влезе. Тоа е дискриминација на машкото. Да, уставниот е може и подобро да не одлучува. И сигурно нема од и таму не се работи за нивните привилегии. По тоа што го прават и изгледа и ништо друго не мислат, освен за себе и за собствениот джеб. Со ова што го направил, всушност избрал нешто што е покорисно и за самиот уставен суд, односно за уставните судии. А тоа е да се изголемат платите. И на крајот, реторичка мудрост во врска со платите уставниот суд со богаташите. Со мала доза богохулење. Ако сакате да знаете што Господ мисли за парите, само видете кому му ги дава, продолжува приказката и натаму. Телевизиската семесинапова сказна може секој, ако сака, да знае, да си ја заврши така како што милува. Особено тие што имаат доволно време за размислување и се разбира долг живот. Нашиот народ не џабе вели овој зашто живее 90 години, да. Господ не го сака. Да. А такви има кај нас многу. Ако навистина е во негово име, доста е ако за Бога знаете. Чуете нешто за понеделник.